Фудбалерите на Осогово го прославија освојувањето на првото место во првенството на третата лига Исток и можноста да играат бараж за повторно враќање во втората лига. Радоста заеднички ја споделија по завршувањето на надпреварот од последното коло, што на стадионот Никола Мантов го одиграа со Струмичка Тиверија. Во изминатите 22 кола, жолтосините постигнаа 16 победи и 3 нерешени средби, а имаа само 2 пораза. Со тоа, освоија вкупно 51 поен, 7 повеќе од второпласираното Овчеполе. Иако победата од 2:0 против Тиверија и 3 бода не влијаја на пласманот, сепак тоа дополнително ја зголеми радоста и на гледачите и на сите играчи на теренот и на клупата. Осогово дојде во водство на 3 минути пред крајот на првото полувреме со погодокот на Соколов, а конечниот резултат го постави Пешовски во 56-та минута. Гледачите и членовите на навивачката група Семени, кои дојдоа заеднички да ја прослават титулата, приредија огномет. По завршувањето на надпреварот, председателот на управниот одбор на третата фудбалска лига Исток, Александар Андов, на капитенот на Осогово Тоше Манов му го врачи победничкиот пехар. Голгетерот на жолто-сините, како и шефот на стручниот штаб Ефтим Аксентиев, не ја крие радоста од постигнатиот успех во очекување на натамошните настапи во баражот за влез во втората лига. Првата цел е исполната, тоа прво место го освоивме, сега чекаме ждрепка бараж да го видиме противникот и да се спремаме. С 32 гола, прв стрелец на лигата, се надам дека така ќе продолжам. Благодарност до навивачите, до сите што не поддржуваат. Имаше доста понуди, решив да останам во Осогово. Веќе ова ми е 7-ма сезона како сум во клубот. Добро ми е, задоволен сум. Најпрво честитки до фудбалерите на ФК Осогово, значи тие се најзаслужени за овој успех, како што беше на почетокот на сезоната. Нашиот план го остваривме. Наша цел беше да освоиме тоа прво место. Значи пред се голема благодарност до председателот, до управата, до верните навивачи семени кои не бодраа секоја утакмица, кои беа нашиот 12 играч. Значи нашиот план го остваривме. Го остваривме тоа прво место во третата лига Исток и мислам дека ни преостана уште малце време да се спремаме за тој бараж кој со тој бараж ќе влеземе во втора лига. Се надевам дека наш цел ќе ја исполниме, ќе дадеме максимум и дека на крајот ние ќе бидеме тие што ќе се радуваме. Успех постигнаа младите кошаркари на Баскет Дино, кои се надпреваруваат во М14 младинската лига. Во одлучувачкиот трет надпревар против тимот на Куманово, тие постигнаа победа од 65-46. Со тоа влегоа меѓу најдобрите 4 екипи во разигрувањето за врвот. Домашниот тим беше поубедлив од гостинскиот и освен во втората четвртина, кога им дозвели предност на кумановчани, во сите останати убедливо водеше, па на крајот играчите заслужено ја славеа победата.